Децата од мал битолски Монмартар биле искористени за политички цели. Раководството ги носело во Бугарија на средби со тамошните политичари, биле фотографирани и злоупотребени како инструмент за политички цели со изговор за развивање на добрососедски односи. Првата детска амбасада во светот меѓаш и остро реагира на инволвирањето на децата од страна на културната установа во политички цели. За жал, наместо децата да се третираат сериозно, тука се користат како инструмент за политички цели со изговор за развивање добрососедски односи. Го повикуваме основното јавно обвинителство да преземе соодветни мерки, особено поради инволвирање на децата од Македонија во политички кампањи во друга земја и неколкократно прекршување на правата на децата согласно Конвенцијата за правата на детето и член 12 став 4 од Законот за заштита на деца. Се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и действување. Алфа уште пред една недела преку социјалните мрежи се обиде да стапи во контакт со Славчо Неделковски, битолчанецот кој како председател на управниот одбор на детското ликовно студио Свети Кирил и Методи и Битола е организатор на средбите во Бугарија, но тој досега не ни врати на пораките. Откако против ваквиот начин на злоупотреба на децата се побуни јавноста, МВР отвори предмет по допрен глас. Но ова веднаш со реакција се јави бугарскиот политички врв. Председателот на контроверзната бугарска партија Природба Костадин Костадинов бара бугарското МНР да возврати со најостра осуда за случувањата во Битола. Овие репресии врз децата не се изолирана појава, туку банална практика во последните години. За чести е особено од минатата година кога беше укинато ветото против членството на Македонија во ЕУ. Тогаш Бугарија ги охрабри сите антибугарски акции. Поранешната шефица на бугарската дипломатија и актуелна пратеничка Екатерина Захариева вели дека е достигнато најниско ниво. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски нареди на полицијата да започне предистражна постапка против наставник затоа што носеше деца да сликаат во Бугарија пред Народниот театар и во Пловдив, а потоа ги посети бугарскиот парламент и председателството. Со речиси идентична реакција се јави и Красимир Каракачанов, екс-министерот за одбрана. Целосно непочитување, дрскост и целосно нескриена омраза кон Бугарија и бугарите. Светот се сменува во пресретни Илинден, денот кога избувна најмасовното востание на бугарите во Македонија, ден кога повторно немаше општа прослава за хероите, предците и христијанското население во сегашна Македонија, кои ги дадоа своите животи за ослободување на бугарите и обединување на бугарскиот народ. Годинава децата беа однесени на средба со бугарскиот председател Румен Радев, но и лани истото ликовно студио во рамки на проектот од двете страни на границата носеше деца од Битола на средби со царот Симеон II, пошто положија венец на гробот на цар Борис III во име на фондацијата Бугарска меморија. И за ова посета и престојот на децата во Бугарија стоеше Милен Врабевски, финансиерот на бугарските клубови во Македонија.